Добар ден на сите и добро дојдовте во уште едно издание на Тин Феномен на терен. Така е, денеска повторно сме на терен со нови гости и со нови содржини. Во денешното издание на Тин Феномен имаме нови кул содржини и супер вицеви. Останете со нас, затоа што Тин Феномен започнува сега. Михаел, покрај тебе се чувствувам како мобилен телефон. Како така, бе? Па постојано ме полни што електрицитет. Денеска во Тин Феномен ќе дознаеме дали фудбалерките трчаат побрзо од нашите вицеви. И дали црвениот картон повеќе боли од тоа е само женски фудбал. Ќе прашаме се, од тоа дали се караат со судијата до кој ме растура фризурата на терен. Останете со нас и ќе видите дека овие девојки не промашуваат ниту гол, ниту поента. Девојки, добро дојдовте. Како сте? Супер. Одлично. Најпрви на почетокот на емисијата представете ни се. Јас сум Ана Марија. Јас сум Мања. Јас сум Душица. Елена. Ангелина. Знаеме дека тренирате фудбал и сега можете да ни кажете кој во кој клуб тренира. Доколку не тренирате нормално? Ја не тренирам во никаков клуб. Јас тренирам во ЖФК Цевитана и во ФК Вандеркиц. И јас во ЖФК Цевитана. И јас во ЖФК Цевитана. ЖФК Цевитана и ФК Вандеркиц. Тие се два клубови од Прилеп. Да. Кажете ни љубовта кон фудбалот и како започна, значи почетоците и така натаму со фудбал. Кој прв? Јас. Мојата љубов кон фудбалот започна на 11 годишна возраст. Заедно со моите другари и другарки во малото, сите почнавме да играме фудбал и така се јави љубовта. А другите? Како? Исто. Добро. Кажете ни сега, пошто рековте 11 годишна во вие колку години се имате? Сите? 15. 15, ти? 12. 12. 14. 13. 12. Како изгледа еден ваш тренинг? Текот пред тебе, пример да речеме пред утакмица. Како изгледа тренинг? Значи, тренингот е доста лесен, со цел да дадете максимум за време на утакмицата. Кој ви е најголемата поддршка во ова сето? Мајка ми, татко ми. Исто мајка ми. Исто родители. Мајка ми. Вика ми мајка. Так. На колку надпревари да се ги имаат учествуваат, кажете? Поединечно, сега пошто тренирате во различен клуб, кажете? Многу. Михела, денеска решив да не правам ништо. А вчера? Вчера само вежбав. Кој надпревар ви оставил најголем впечаток? Држите, ќе кажем? Државното првенство во футсал. Државно каде? Кочани. Добро, сте се скарали ли некогаш со некој судија? Да. Беше да кажам. Што се случи, кажи ми? Му пуцнавте топка, се скарахте нешто, црвен картон? Сепак остануваат воздржани нече да ни да кажат зашто се скарале со судијата. Добро, кажете ми сега најомилен фудбалер од машкиве, не знам. Роналдо. Јамал. Роналдо. Роналдо исто. Рафинја. А од жениве? Или нема? Играте женски фудбал, ама не следите женски фудбал, тоа е убаво. Дали имате хоби надвор од фудбалот? Да. Кошарка. Кошарка? И јас не. Не. А сега претпоставам сте основно, така? Да. Што мислите понатаму да продолжите со образованието? Мислам средно, кај ќе се запишуваат. Немате ли мислење? Јас за индустријско да транспорт шпедици. Јас кам медицинско. Јас медицинско физиотерапевт. Не знам јас уште. Не знам. Физиотерапевт, ако се повредиш во дека на одпревара, значи. Да се излекува самата. На која позиција играте, ајде? Секој е поединечно. Голман. Штопер одбрана. Средина. Шпиц. Исто шпедици. Дали ви сакале еден ден да бидете тренери во фудбал? Поиќе во кошарката ти? Да. 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 Да.
Хајде накратко дали може да ме опишите еден нормален тренинг, еве си се спремате, знаете дека денеска имате тренинг и што правите на тој тренинг? Секој тренинг најпрво започнува со загревање. Добро, погласно и понамалку. Секој тренинг започнува со загревање, затоа што ако не се загреваме добро, може да настанат повреди. Загревањето трае околу 10-15 минути, па потоа тренерот ни задава различни вежби, дали со топка, дали кондициони вежби, разлика од тренингот што го има испланирано. А колку играчи има во фудбал? Ја не знам колку играчи има во фудбал. Фудбалот има 11 играчи. 11 играчи. Сега имате и таму прва и втора постава, така? Да. А имате и замени. Колку замени се носат на еден надпревар? Зависи колку што мисли тренерот дека. А сега кој ви е тренер? Катерина Милеска. Дали може да ни кажете сите позиции во фудбал? Голман, може нашата постава? Може. 2 штопери, 2 бека, тројца во средина, десно лево крило и еден шпиц. Значи играте со еден шпиц? Ако не постоеше фудбалот во Прилеп, да немаше клубови за фудбал и така натаму, со што би се занимавале? Со кој друг спорт би се занимавале? Или дали воопшто со спорт би се занимавале или имате некоја друга желба настрана од спортот? Нешто што ви привлекува? Еве ти почни, ти рече кошарка дека тренираш. Па не. Добро. Јас со ракомет. Исто со ракомет. Не сме не. Не знам. Со кој од играчите во тимот најчесто се карате? Така, ама не да е карање онака си скараш скроз, него така, од љубов карање. Сања. Зошто? Па не знам. Добро, другиве? Тоа е нече понекогаш беше го направено несмислена грешка или само мама. Свање и слушка. Селенче. Ти? Со сите. Дали во текот на надпреварот се преправале дека имате некаква повреда само за да му свирна на некој таму, не знам, црвен картон? Да, фал. Да? Значи со превари си имаме. Ако би можеле да избришете едно фудбалско правило, кое би било тоа? Да, Офсайд. Значи сепак тоа правило никој го нечи. Овие медали каде би се освоени, кажете ни нешто повеќе за Да, нив? пошто гледаме дека имате Да, доста навистина медали. многу. И како што можам да заприметам, поголемиот дел се прво место. Прво место, да. Сите тие медали се освоени на државните надпревари кои што се одиграа во Пачани. Имаме едно прво место во футсал, а имаме второ место во фудбал. Второ место извадовме затоа што изгубивме на пенали, не срекни игра. Бевме подобри, но Ама тоа е. да, не пастори сека. Така, а дали имате некој надпревар за кој се спремате во иднина? А кога започнува сезоната на фудбал? Дали исто како и другите спортови или има одреден термин, да речем, кога започнува? И кога завршува нормално сезоната? Сезоната, нашата лига сега завршува на крајот од мај, а започнува во есенскиот период околу август. А во која лига сега ви играт? Во младинската. И за крај уште едно прашање би ви поставил. Во кои градови имате учествувано, имате одржано надпревари? Па ние со нашиот клуб патуваме во сите градови, скоро со цела Македонија имаме посетено, одиме ние таму и тие идат кај нас. Значи има доста дружби. Кажа дека ги имате посетено сите градови. Па сега, која авантура, да речем, во одењето на таму до таму ви има оставено најголем впечаток? Не знам, најинтересно било. Се запознале нови другари, другарки и така натаму. Има доста интересни дружби. Издвои некој. Не знам, не можам. За кого? За Прилеп. Gracias.
Михела, решив да почнам со ново хоби. И што е тоа? Па броење на тоа колку пати деневно не сакам да учам. Денешната епизода ја завршуваме овде. Така е. Се надеваме дека се забавувавте и дека барем малку ве насмевнавме. Останете насмеани позитивни до наредна недела. Така е. И правете нешто креативно. И не заборавајте, сите тинеџери шампиони се добре дојдени во Тин Феномен.